Ке се намалат ли банкарските провизии по барањето кое го адресира до банките гувернерот Трајко Славески? Банкарите велат тоа е индивидуална одлука на секоја банка. Ги разгледуваат ценовниците и калкулираат дали и колку може да се намалат, но потсетуваат и наветувањето на гувернерот, Народната банка да ги намали наобестозите што банките ги плаќаат за користење на услугите во македонскиот интербанкарски платен систем. Банките веќе почнаа да си ги разгледуваат тарифите, тоа што го даде гувернерот, но како што и нагласив и тогаш, тоа е индивидуална одлука на секоја банка, односно на органите на управување на банката. Пред се треба да ги погледнеме тарифите, таму беше ветено и од Народната банка дека надолговниот промет на страната на трансакциите поврзани со МИПС ќе има ослободување од таа трансакција. Тоа се покомплексни пресметки за едното и за другото, така да во соодветно време ќе реагираат очекува. Гувернерот на Народната банка Трајко Славески минатата недела побара од банките да ги намалат провизиите за платежни услуги кои им ги наплаќаат на граѓаните компаниите. Ако не се договорат, им се закани со донесување закон со кој Народната банка ќе ги регулира провизиите. Ако цените на електричната енергија, на природниот газ, на снабдувањето со вода, на телекомуникацијски услуги, како што кажав, се регулирани, така ќе бидат регулирани уште можеби од есен и цените на платежните услуги. Според Славески треба или да се намалат или целосно да се укинат како што е во Европската Унија провизиите за одржување платежна сметка, електронско и мобилно банкарство, меѓубанкарски плаќања во денари, подигнување пари од туѓи банкомат, посттерминали. Рече дека Народната банка ќе го направи првиот чекор со тоа што ќе ги намали провизиите кои им ги наплаќа на комерцијалните банки. Податоците на Народната банка пак покажуваат дека за само 3 месеци од годинава банките остварија профит од речиси 73 милиони евра. Само од провизии наплатија 44 милиони евра од граѓаните и стопанството. 2024-та пак ја завршија со профит од 283 милиони евра и наплата од провизии од 115 милиони евра.